Најприродно е да одбереме трасата која што оди по Вардар. Точно е дека има проект работен уште во времето на поранешна Југославија, во времето буквално на Тито 1878 година, за брза пруга, тоа што 250 км на час проектираат, која што оди малце источно, но проблемот на таа пруга е она што го зборувавме порано во ова интервју, дека нема кај да се врзе, затоа што планот тогаш бил и грците да градат комплетно нова рута, која што треба да оди околу до Иранското езеро и некаде да се влегува во Грција, кај што е сега малиот граничен премин до Ирани, но тоа значи да комплетно нова линија градат грците, имајќи предвид дека јасно беше дека и тие сакаат да додат по постојнава линија. Требаше да се прави, да се спуштаме некаде до кај Валандово, па огромни тунели, па до име на Гевгелија. Нити брзината ќе ја добиевме што ни требаше. Ќе беше многу подолга, околу 285 км доаѓаше и затоа беше рационално да се избере ова рута која што е најкратка.